ова издание. Со појавата на COVID-19 се јавија стравови, вознемиреност. Серија на Гласот на Америка за предизвиците врз менталното здравје во време на пандемија. Европа вози електрични фичовци од Скопје. Вашингтон. Локалните власти инвестираат речиси $1 милион да ја спасат реката на Костија. Со какви мерки? Ке ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. Мај е месец за кревање на свеста за менталното здравје во САД. По година на карантини и ригорозни мерки за седење дома поради пандемијата, животот на луѓето се измени и многумина имаат проблеми со менталното здравје. Гласот на Америка разговараше со неколкумина американци за нивните искуства. Ова е првиот од серијата на оваа тема. When COVID-19 first came on the scene, Со појавата на COVID-19 ми се јавија и многу стравови и вознемиреност. На почетокот бев исплашена за постарите луѓе кои беа во најголем ризик. Стравував за моите родители, а најмногу за татко ми, зашто беше во високо ризична категорија. I'm vaccinated. I'm still ultra cautious. Вакциниран сум, но останувам предпазлив. Носам 2 маски, се држам на растојание, не одам надвор, не одам во ресторани. Тоа е во интерес на јавната безбедност. Имам 5 бајпаса на срцето пред 2 години. Секој ден бев уплашен. In the very beginning, a lot of people were scared. На почетокот многу луѓе беа уплашени. Значително беа намалени повиците за брза помош. Знаевме дека е лошо, зашто на луѓето им беше страв да одат во болница и чекаат до последен момент. За некои премногу доцна. I am in recovery for serious mental illness myself. Јас сум во опоравување од сериозна ментална болест. Повеќе ме погодува неизвестноста и ме вознемирува непознатото. Ме плашат различните мутации на вирусот. Кога слушнав за експонираноста на вирусот за постигнување имунитет на стадо, имав кошмари. Мислата дека оваа вакцина можеби не е доволна ме остава без сон. Откако го загубив татко ми во јануари, што ми беше најголемиот страв, се плашам за сите постари во семејството. Најголем страв ми беше дека ќе се заразам и ќе умрам и ќе ги оставам сами сопругата и детето. Тоа ми беше кошмар. Сопругот ми е наставник и беше изложен на ученици кои одбиваа да носат маски. Се зарази. Мислев дека тоа е најлошото до пред една недела, кога загубивме близок роднина од коронавирус. Сватив дека тоа било најлошото. Сите се емотивни и тешко е да се справите со тоа. Не бевме подготвени за ова. Понекогаш се чувствувам парализирана. Ме чекаат 10 работи што треба да ги завршам за 2 недели. Не знам како. Заглавена сум. One of the things that decreases my anxiety is unplugging. Една од работите што ми помага да ја намалам вознемиреноста е кога целосно ќе се исклучам од се. Кога правам пауза, не гледам телевизија, само слушам музика, медитирам. Тоа ми помага. Електрични верзии од популарното фичо ентузијастички се изработуваат во мал погон во Скопје и веќе се најдоа по европските патишта. Тоше Огњанов ја има приказната. На одмор, по риба, на излет. Легендарниот автомобил, Застава 750, царуваше на патиштата во 80-тите години од минатиот век. Беше дел од речиси секое семејство. Првиот автомобил мене ми бил Застава 750. На мојот татко исто првиот автомобил беше Застава 750. Но легендата не си заминува туку така. Автомобилот, популарно наречен Фикјо, продолжува да се тркала и денес. И тоа како електрично возило, наречено ЗАС. Заслугата е на иноваторот Милорад Китановски, кој не се откажал од љубовта кон класичните возила. Нашиот автомобил има полн со емоции. Нашиот автомобил е полн со изразена љубов кон него, затоа што ние за да го изработиме него употребивме 400 сати рачна работа. Поголемиот дел од процесот се изведува во погонот на ББ Classic Cars во Скопје. Се почнува речиси од нула. Комплетно реставрирана школка на која што се заменети сите витални делови, механичките делови, сите од подвозијата, направени се неколку измени со кои што ќе се подобрат перформансите на тоа возило. Автомобилот се движи со електромотор,
направен во соработка со германска компанија. За да се направи тоа возило електрично како што ние сакавме и истото тоа возило да може да добие сертификат за сообразност, она кај нас како што го кажуваме атест, за да може да се вози на улиците во градовите и за да биде безбедно за сообраќај, направивме возилото да ги има скоро истите перформанси, возни перформанси и сила на моторот колку што ги имал и претходникот негов. Батеријата пак работи по истиот принцип како и батериите во возилата Тесла. Животниот век им трае со години, а трошокот е изненадување за себе. Дали ви се верува дека јас за да го наполнам овој автомобил од 3 часа и да го возам следните 100 километри, јас треба да потрошам половина евро. На економичноста и емотивната приврзаност кон моделот се додава и еколошкиот бенефит. Тој е клучниот момент во создавањето на автомобилот. Поради тоа дошла поддршката и од Фондот за иновации. Да ја разбудиме целата оваа јавност, целата граѓанството на Скопје и на Македонија, да ги разбудиме и да кажеме дека секој нешто може да допринесе за таа екологија. Некогашното Фикјо веќе има 3 електрични верзии. Основната, наречена G20, и 2 модела со спортски одлики, TC20 и TCR20. Од погонот во Скопје досега излегува 5 автомобила. Еден се вози низ македонските патишта, а другите се во Хрватска, Германија и во Белгија. Следен преизвик на тимот на Китановски е електрична верзија од популарниот Volkswagen Буба. Работата допрва почнува. Од Скопје за Гласот на Америка, Тоше Огњанов. За крај на News Flash, главниот град Вашингтон воведе тура со мали бродчиња за чистење на реката на Костија. Лесија Бакалец има повеќе детали. Саботно утро, бројни волонтери се собираат и покрај неидеалното време да ја исчистат реката на Костија во главниот град Вашингтон. Живеам во близина и поминав доста време истражувајќи го регионот околу Кингмен Ајленд за време на пандемијата. За жал, има многу ѓубре во реката. Овие волонтери се дел од градската програма Сини бродчиња. Тие можат да изнаемат бродче бесплатно да пловат по реката на Костија, ако за тоа време соберат и отпад од реката. Во секој бродче има двајца волонтери, придружувани од спасувачи и инструктори од Американската асоциација за кајакарство. Единствено правило што важи е да не се застанува. Им даваме на луѓето опрема и мрежа за да го собираат отпадот. Битно е само да држат равнотежа додека го прават тоа. Повеќе од отпадот е на брегот на реката, но е речиси невозможно дотаму да се отиде пешки. Затоа, Оделот за животна средина на Вашингтон одлучил да ги организира овие тури со бродчиња за собирање ѓубре. Но идејата не е уникатна. Во САД дошла од Европа. Бев на конференција за клима во Копенхаген, каде имаат различни програми. Возев електричен скутер покрај пристаништето и видов зелени кајаци со знаци кои ве повикуваат да ги видите. Така видов дека граѓани собираат ѓубре. Денес оваа програма функционира во 6 европски држави, волонтерите имаат собрано над 42 тони отпад. Вашингтон се надева да им конкурира. Ова го собрав за само половина час. Сите овие шишиња пловеа наоколу. Но реката е загадена и со индустријски отпад. Локалните власти се обидуваат да го решат овој проблем, инвестирајќи речиси $1.000.000 да ја спасат реката на Костија. Резултати има, но останува уште многу да се направи. Убеден сум дека до 2025-та во неа ќе има риби и ќе може да се плива. По секоја тура, волонтерите го мерат и го сортираат отпадот. И така, секоја недела. Тука е крајот на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме.